Социјалдемократскиот сојуз на Македонија пред повеќе месеци ја најави опасноста која што не очекува со мигрантите, и таа опасност е владата на ВМРО-ДПМНЕ со низините тајни преговори, разговори и договори. Кога првпат овие тајни преговори и разговори ги спомнавме, а тоа беше потврдено во пишување во странските медиуми, веднаш скокнаа против нас така наречените патриоти од ВМРО-ДПМНЕ. Почнаа да се објави дека лажеме, посмислија цела кампања против мене лично, против други актуелни и поранешни функционери на партијата. Кога тоа не им успеа, во следниот период, таа кампања само ја засилија. Меѓутоа, последните неколку дена излегува информации во релевантни британски медиуми со конкретни и детални информации и податоци за тоа што е разговарано околу прашањето со мигрантите од Британија. И од овие пишувања на британските медиуми дознаваме дека според разговорите што се воделе, мигрантите треба да бидат интегрирани, да бидат присутни на нашиот пазар на трудот, особено во градежништвото, и тука да има трајни живеалишта. Дури има и детални информации дека Велика Британија ќе исплаќа на Македонија 20.000 фунти по депортиран мигрант, согласно новиот договор за така наречени повратни центри. И се тоа, замислете, македонските граѓани го дознаваат од странски медиуми. Ова е апсолутно недозволиво. Ова е скандал од невидени размери. Европската статистика покажува дека со лошо спроведени политики на интеграција на мигранти се случуваат големи проблеми во државите и во општествата каде што тие доаѓаат. Насилства, криминал, немири, тепачки. Дури и многу поразвиени земји од Македонија имаат голем проблем со мигрантите. Германија, Британија, Шведска тешко се справуваат со овој проблем, и тоа го гледаме низ медиумите, објавено во изминатите години. И самата Британија има проблем со мигрантите, и тоа веќе трае предолго време. Кога овие развиени земји тешко се справуваат, како ли само ние ќе се справиме со овој проблем во нашата земја, кога имаме нефункционални институции? Европската унија ја менува политиката и ги заострува веќе мерките за мигрантите. Односно, полесно отфрлање на барањата за азил, построги правила, забрзана процедура за депортирање, заедничка листа на безбедни земји на потекло. Накратко, се сведува на построги правила и лесна депортација во голем број на земји од ЕУ, за да тој процес биде побрз во иднина. А што се случува кај нас? Дали ќе гледаме центри за мигранти на секаде низ држава, во сите општини и во сите градови? Дали ќе дозволиме така наречените патриоти од ВМРО-ДПМНЕ да претворат Македонија во мека за мигранти, додека исто така од странски медиуми дознаваме дека околните земји овој предлог експлицитно го одбиле? Дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши и ќе бидат гласачка машинерија на ВМРО-ДПМНЕ? Сепак се ближат избори. Мислам дека мора да кажеме одлучно не. Време е да се крене гласот на народот. Ги повикавам граѓаните да не поддржат и да ни помогнат да го спречиме ова антидржавно и антинационално однесување на патриотската, така наречена влада на ВМРО-ДПМНЕ. Дали ова цената што треба да се плати за да се добие кредит од 6 милиарди евра, кои ќе ги оплаќаат многу следни генерации, следните децении, за да ова влада тие пари ги потроши на договори во 4 очи. Не смееме да дозволиме насилно внесување на мигранти во нашата земја. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ќе следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме нашата татковина. Помогнете да ја зачуваме безбедноста и иднината на Македонија. Доколку власта го игнорира овој чекор,
ќе следат други посилни чекори. Нашето место е во Европската Унија, а не на периферијата, како црна точка. И на крај сакам да поставам неколку прашања. Дали ќе чекаме овие сценарија кои што ги спомнав да се остварат? Дали ќе ја загрозиме безбедноста на граѓаните? Дали лажат британските медиуми? Дали Европска Унија лаже? Дали лаже Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Почитувани, работата не е завршена. Наскоро се дуаат нови бомби. Секој што краде, ќе одговара. Благодарам.